Добро вечер. Јас сум Тони Михајловски, актер кој својата популарност не ја бара на протести. За својата популарност се изборив на театарските сцени и во филмовите кои оваа држава ги снимаше од осамостојувањето до денес. Горд сум на тоа што сум македонец. И еднаш реков да се родев како било што друго ќе ми беше неизмерна мака. За овие мои 47 години не сретнав поубава земја од Македонија. Не сретнав поубав народ од мојот народ, од македонскиот. Не слушнав поубав јазик од мојот јазик, јазикот на мојот народ, македонскиот. И ниту една песна не ме расположила, ниту пак ме расплакала повеќе отколку песните на мојот народ. Но она што ме растажува бескрајно е неволите на мојот народ, неволите кои ги произведуваат одредени луѓе од мојот, од нашиот народ. Знаете, никогаш не била поточна реченицата на Гоце Делчев дека ниту еден народ на светот не страдал толку колку македонскиот народ што страдал од сопствените злотвори, од сопствените предавници. И тие предавници од секогаш постоеле меѓу нас, само што многу итро се криеле, се маскирале и се представувале дека се македонци, а всушност никогаш тоа не биле. Највеќе ги плашела македонштината во нив. И секогаш кога таа македонштина во нашиот народ се пробудала, се разбудувала, тие уште повеќе гледале да ја сокријат. Знаете, растевме во една држава во која што за Сава Ковачевиќ учевме 20 страници, а за Ќосето не слушнавме ништо. За Чакаларов не прочитавме половина страница. Додека за Светозар Вукмановиќ Темпо моравме да знаеме се на памет. Секогаш ни ја потрупуваа нашата историја. Секогаш ни го ампутираа македонското. Секогаш не ставаа во некои одредени тефтери. И знаете, и сега ги активираа нивните така наречени келеш тефтери. Нивните тефтери биле келепур тефтери. Никогаш не биле келеш тефтери. И во нивните тефтери секогаш се наоѓале македонци. И верувајте, доколку ве запишат во нивните тефтери да знаете дека сте македонци. Тоа е најголемиот доказ дека си ја сакате сопствената држава, затоа што во нивните тефтери имало само и само македонци, посебно оние кои биле најголемите борци и се бореле да ја сочуваат оваа држава, да го сочуваат овој јазик, да го сочуваат идентитетот. И секогаш кога ние македонците сме го губеле идентитетот, тој се сочувал во 4 свети букви ВМРО. Внатрешна македонска револуционерна организација. И не бадијала се плашат, затоа што организацијата е страшна работа. Организацијата не се заканува онака, чисто да се закани. Таа секогаш се заканува и за таа закана стои навистина сериозност на еден народ, стои неговата храброст, стои неговата одлучност. Знаете што е разликата помеѓу овој камп и оној камп таму? Овде има македонци, таму има фиромци. Таму има луѓе на кои што не им пречи да имаат 24 години привремена референца за своето име. Таму има бивши македонци. Таму има бивши луѓе. Овдека се сегашни македонци, идни македонци, македонци до коска со целото почитание кон сопствената држава. И ние знаеме како се сака сопствената држава. Разликата уште една од овој камп до тој камп е што овде има љубов. Има љубов кон сопствената земја. Има љубов кон сопствениот народ. Таму има само омраза. Таму не слушнавме еден убав збор досега. Слушнавме само навреди, клевети и префрлање на топка. Кукавичко јајце. Знаете, научија да не прашуваат и да прават што сакаат. И ние тоа престанавме да им го дозволуваме. И затоа се плашат од нас. Уште една од разликите и зошто се собираме ние овдека, постојано не прашуваат, зошто вие сега правите камп овде? За да им објасниме една проста причина. Не се прашуваат само тие за иднината на оваа земја. Не се само тие народ во оваа земја и не одлучуваат само тие кој ќе ја води оваа земја, каде ќе оди оваа земја, како ќе се вика овој народ и на кој јазик ќе зборува. Научени се да не прашуваат. Не прашуваа кога ни го сменија името.
кога ни ја прикачија таа зомби држава, мртва држава која се уште живее за срамота само во нашето име. Југославија е мртва 25 години, луѓе. Само ние ја одржуваме во живот затоа што тие така одлучија без да распишат референдум. Не прашаа кога ни го сменија знамето. Која е таа дрскост? Така е. Значи не прашуваат ништо, само не прашаа кога требаше да ја поделат Македонија. И тоа беше тоа кукавичко јајце. Прашањето беше искривоколчено, односно беше подметнато, спинувано. Тие се мајстори за спинување. Знаете, својот злотвор, кога ќе му го префрлиш на другиот, твојата вина веднаш се обезвреднува, значи ти си помалку виновен. Ако јас сум убиец и вас ве наречам убици, и тоа упорно го повторувам, народот ќе почне да верува во тоа. Затоа ние се собираме, да не им дозволиме само тие да се прашуваат и само тие да одлучуваат за сопствената земја. Кога го формиравме граѓанското движење за одбрана на Македонија, тука се Миленко, тука е професорката Ачковска, сите веднаш се исплаши. Што е тоа граѓанско движење за одбрана на Македонија? Од кого вие ќе ја браните Македонија? Па од вас. Од вас ќе ја браниме, затоа што вие ја напаѓате Македонија. Вие напаѓате се што е македонско. Тие со векови ја прават својата идеја за поништување на овој народ. И знаете што е најтрагично кај нив? Тие не знаат сами да водат држава. Тие 45 години водеа држава со инструкција од Белград. Како што им кажуваат другите, така тие правеа. И сега, кога народот се освести, кога овој народ се просветли, кога се едуцираше, кога виде што е светот, што е тоа демократија, кога научивме, тие одеднаш се плашат да не пуштат нас да ја водиме држава, затоа што со нас оваа држава и со оваа влада која ние ја подржуваме, Македонија оди напред. Ние 9 години чекориме напред, а тие се единствените што за овие 9 години секоја година се обидуваат како ќе мрднеме еден чекор напред, да не вратат 10 чекори назад. Затоа што на нив тоа така им одговара. Видете, ние не даваме овдека $1.500 за идеја како да се уништи Македонија. Ние овдека ги слушаме сите идеи кои се добре дојдени за Македонија. Ние овдека немаме столчиња да седиме па да дебатираме, затоа што државата не се брани со седење. Државата не се брани со некакви си бендови, ајде неќам да ги именувам. Не се брани државата со луѓе кои навистина не припаѓаат на оваа држава. Гротеска. Знаете што е гротеска? Глава од лав, врат од жирафа, тело од глушец, нозе од диносаурус, опашка од паун. Е тоа се они. Глава од Сорос, врат од СДС, тело од УЧК, нозе не знам од каде и опашка од сите странски амбасади. Апсолутно. Нозе од по €1, се извинувам. Нозе од Боки 13. Иако поправо би рекол дека задникот е од таму. Јас, навистина, имам трема секојаш кога говорам вака пред луѓе, но она што го чувствувам за мојата земја и вие што го чувствувате не се мери во ниедна книга, не може никој да го опише. Тоа ние најдобро го знаеме. Ние знаеме каква е љубовта кон нашата земја и дека таа љубов никој не може да ни ја истисне. Не Владе Милчин, не Геровски, не знам кои разни. Секоја чест за нив. Тоа се големи интелектуалци, јас не велам не. Но дутките од ножевите кои тие и ги забудуваат на својата земја се препознаваат и се гледаат. Видете, Сорос направи милион кампањи во овие 25 години, воглавном неуспешни. Значи, нивната кампања Don't you fear me, ја се сеќават сите на неа, така? Е најнеуспешна кампања, се уште не викаат фиром, се уште сите не фиромизираат, така? Значи, нивната кампања за соживот е најпромашена кампања на светот. Јас сум израснат во Куманово, Бинго израснат во Куманово и јас живеев со албанци, луѓе. Јас сум модел во џамија, кај мене доаѓале албанци за Великден, јас сум модел кај нив за Бајрам и ние немавме соживот, ние имавме живот. А они не научија да имаме соживот. Соживот е комбинација од живење, живуркаме некако колку да биде подносливо.
Мислам дека е повеќе од јасно што направија тие, дека не поделија по секоја основа. Неговите кампањи за антидрога беа всушност кампањи за да се дрогираме, за да бидеме затупавена нација со која што ќе може да манипулира секој странец што ќе дојде во оваа држава. И јас не сум видел во светот странски амбасадори да се приклучуваат на демонстрации на опозицијата. Успеавме и тоа да го доживееме, бидејќи, знаете, по многу работи сме биле први во светот, па нека биде и таа работа дека сме први во светот. И таа ќе ја забележиме. Не знам како да, не знам што поправо да кажам, не знам од каде поправо да го истресам, да истресам целата љубов што ја имам во себе. Навистина немам гнев. Ние цело време нудиме рака на помирување. Ние со нив не успеавме да се договориме околу единствениот вечен интерес. Македонија е нашиот вечен интерес. И ние треба сите заедно да работиме Македонија да оди напред. Разбирам политички борби, разбирам политички поделби и сето тоа е во ред. Не треба сите исто да размислуваме, бидејќи тогаш ќе се вратиме во комунизмот, нели? Но дајте да се договориме дека за државата треба едно исто да правиме. Дајте да научиме од нашите, од тука луѓе што ги имаме за пример, нели, народи кои се држат по секое прашање заедно и имаат вечен интерес, колку и да се раскарани меѓу себе. Ние тоа не успеавме да ги научиме. Тие се плашат од помакедончување на оваа држава. А овој народ, ние, навистина се помакедончивме. Ние никогаш, како никогаш досега имаме чувство на припадност, на државност и знаеме кои сме. Не убедуваат дека треба да го заборавиме минатото. Па како можам да го заборавам минатото и како можам да одам напред ако не знам од каде доаѓам? Значи, мојот старт е минатото, ова е сегашноста, а таму каде што одам, целта ми е иднината. Значи, јас ќе бидам, ако си го заборавам минатото, ќе бидам талкач. Нема да знам каде одам, од каде доаѓам, ќе бидам дрво без корен. Тогаш треба да ги заборавиме и Гоце, и Даме, и Јане, и Кирил, и Методи, сите треба да ги заборавиме и да почнеме од 45-та година, така? Јас не сакам да верувам дека ние постоиме од 45-та. И тврдам, некои сигурно дошле од зад Карпатите. Ворете, нека се вратат што поскоро. Но овде имало и постојало народ и пред тие да дојдат овде. И тој народ се вика македонски. Ние учевме, пазете кој парадокс е, дека Александар Македонски бил грк. Па како може тоа да биде? Мислам, едноставно не оди едно со друго. Зошто тогаш не е Александар Грчки, нели? И тие во тоа не убедуваат. Тие не дозволуваат да се сеќаваме на себе си. Тие генот ни го поништуваа јазик, поништуваа се што ќе стигнат. Не постои народ во светот кој јадел 100 стапа за еден, кажем, македонски збор. Тоа сме само ние. И да не дозволиме тоа да не се случи. И нема да им дозволиме. И затоа сме ние чувари на демократијата. И затоа ќе останеме седур седа тие, ќе седиме и ние, за да им покажеме дека не се сами. Не ги оставаме ние сами. Каде они, таму и ние. Сите сме македонци и сите сме во оваа каша заедно. И навистина не верувам дека ќе им дозволиме само тие да одлучуваат. Нивните сценарија веќе се гледаат, секое врапченце во светот дозна што сакаат да направат странските, нели, служби, сите аналитичари светски кажуваат што се случува во Македонија, кој стои за ова, кој сака да не разнебити, само тие се упорни. Но како што ние имаме традиција да си ја браниме сопствената држава, така тие за жал имаат традиција секогаш да бидат на погрешната страна. И тоа секогаш спроти Македонија. Не знам зошто, од каде е тоа, најверојатно парите се многу помили од љубовта кон сопствената земја, но ни една пара мене не може да ме купи и да ме натера да бидам нешто друго. Јас не верувам дека и вас, било кој од овде, од прв до последен, може да ве купат и да ве направат да бидете нешто друго освен македонци.